Večno te ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. 72-годишната Трајановска Драгица е пензионер на општина Газибаба. Таа секој ден точно во 8 часот го отвора клубот на пензионери и им го подготвува првото кафе или топол чај. Им угодам на пензионерите со варење на чај, некои сакаат кафе, некои да кажам и топла ракија, зимно време, летно време не, али зимно време да. Како и нив, така причека и нашата ТВ екипа. Нам не интересираше како изгледа и како поминува еден ден во пензионерскиот дом, но и кои се нивните активности. Табланет, шах, домино, ред муабет и ред музика, мирис на чај и пржени мекици. Избор имаат, секој се бира својата активност. За историјата на нивното здружение пред нашата камера ни откри председателката Стојна Тодоровска. Здруженијето тоа брои 14.000 пензионери, распоредени сме во 11 огранока и 13 клуба. Еден од нив е овој кај што се наоѓате денеска. Таа вели дека најмногу што исполнува неа е насмевката на лицата на пензионерите. Дружењето, задоволството на лицето на пензионерите дека наоѓаат каде еден дел да поминат со нивни генерации, да споделат искуства, да споделат па некој пат и убави и неубави работи, затоа што ние повозрастната генерација сме оставени повише сами на себе. Младите си имате своји обврски и ние овде меѓу себе си споделуваме, си помагаме колку што можеме и тоа ме исполнува кога го гледам ова дружење меѓу себе и насмевка на лицето на пензионерите. Не се само добри во гостопримствата, тие се одлични и во спортот. Во регионални спортски игри од 13 дисциплини освоиле 9 први места, додека во републички освоиле 4 први места, 2 златни во стрелање и 2 во тегнење на јаше. Како што гостопримливо не пречека, така и не испратија, но овој пат со македонска песна. Гори се шета, мома Катерина, бело променета, како галабица, о, хаманаман, како галабица. Поради доцнење на јануарската плата, вработените во јавното скопско предпријатие утре повторно ќе штрајкуваат, а скопјани ќе останат без јавен градски превоз. Ова информација за Вистел ја потврди од синдикатот на ЈСП. Утре наутро јавен градски превоз во Скопје ќе нема. Крајниот рок беше денеска, чекаме до 14:30. Дали ќе се префрлат средства за јануарската плата на вработените, тоа не се случи. Пред еден месец вработените во ЈСП штрајкува поради доцнење на декемвриската плата, а Советот на град Скопје ги изгласа субвенциите, кои неколку пати беа одбивани. Овој месец Музеот на современа уметност прослави 60 години од своето основање. Ексклузивно по 35 години било изложено уметничкото дело Доблест во нужност, Джанфранко Баркукело. Музеот на современа уметност во Скопје е сместен на самиот Рид Кале, во непосредна близина на истоимената тврдина со особена задршка на модернизмот. Изградбата на зградата на музеот е започната на 5 април 1969 година и е завршена до 13 ноември 1970, кога свечено е пуштена во употреба. Градбата представува донација од страна на владата на Полска. Денес овој музеј е единствената установа во Македонија која што собира и обработува документација за македонската уметност и прикажува значајни историски филмови. Зградата на музеот била реновирана по прв пат од нејзиното отворање во 1970 година и отворена за посетителите со изложбата Солидарност, надворешен проект на 22 февруари 2014 година. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу песни. Вечно ќе ја